Ова е улицата која е асфалтирана во населбата Мичурин. Иако денеска е пуштена во официјална употреба, сепак може да се забележи дека асфалтот не е добро израмнет. Жителите на населбата се жалат дека градежните работи премногу се одолговлекувале. Од прилика се правеше 2 години, па се реновираше наново. 2 пати се реновираше. Дали ви сметаше вас како минувачи? Дали имаше? Па сметаше да отидеме до продавница, Богове ми сметаше. За никаде беше. Кога врнеше све вода се собираше, али сега ја направи супер. Многу години, со години беше тоа. Се работеше многу време, ма имаше прашинка. Градоначалниците на Скопје, Коце Трајановски на општина Аеродром Ивица Коневски свечено ги пуштија во употреба двете улици. Покрај забелешките од граѓаните тие велат дека проектот за асфалтирање на улиците е успешен. Според Коневски градежните зафати не траеле 2 години, туку 2 месеци. Целокупната инвестиција ја чини општина Аеродром околу 3 милиони денари, средства обезбедени од буџетот на општината. Инаку овие улици се реконструираат веќе 2 месеци, денеска ги пуштаме во употреба, тие се исто така и проширени. ТВ21 ја контактираше администрацијата на општина Аеродром во обид да утврдиме дали навистина градежните работи траеле 2 месеци или градоначалникот Коневски погрешил при презентација на бројките. Сепак само го потврдија она што го кажал градоначалникот, иако граѓаните тврдат дека речиси 2 години се работело на овие улици. Она што е сигурно е дека улицата Атанас Смитрев е во должина од 160 метри, додека Вењамин Мачуковски е 110 метри.